Good evening, ladies and gentlemen. My name is Filip Petrovski and you are watching the latest edition of Cyber Command. Tonight I have some really interesting news for you and let's start. Се извинувам. Очигледно ќе морам на македонски емисијата, последната епизода на Cyber Команда, бидејќи се плашам дека најголем дел на директорите на Мицковски, на СДСМ, на ДУИ, на ВЛЕН, на ЗНАМ, на Свети Знам, нема да ме разберат. Идејата е да стигнеме до што поширока публика, бидејќи знаеме дека голем дел од функционерите, сегашни и бивши, кои што имаат фалсификат дипломи за познавање на англиски јазик, најголем дел од нив во соседна Бугарија, во студиото Жулија. Значи, ќе исклучиме добар дел од оваа публика наша и затоа ќе продолжам на македонски. Otherwise, we can speak English during all episode, so it will be discriminatory towards our biggest fans. Значи, ќе ги дискриминираме нашите големи фанови или луѓе кои што не следат по службена должност, како за партиските штабови, така и за државните институции кои што би требале да се занимаваат со разузнавање или контраразузнавање. Па затоа рековме, ајде да продолжиме на македонски, инаку ќе треба да платат преведувачи. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека сме во deep shit. Сакам да кажам дека случајот со фалсификат дипломи, кој што е поврзан ексклузивно поради високата позиција која што има Боко. Значи, поради високата позиција која што има во системот на државата, значи, нели, АНБ или порано ДБК или разузнавање, контраразузнавање, или тајни служби колоквијално, или тие што се задолжени да ги следат политичките неистомисленици од 45-та до 90-та во комунизмот или од 91-та до денеска во плурализмот, значи тие служби исто така ги анализираат овие емисии, па да не ги доведуваме во ситуација да треба да ангажираат преведувачи, да продолжиме на македонски. Again, we can speak in English, but it will be discriminatory towards our biggest fans and followers and secret services that are watching all night, trying to understand what is happening, what are we speaking about, and why we are showing them to all our public. Малку посложена реченица, но ќе се задржиме сепак после овој испад, се извинувам, ќе продолжиме на македонски. Она што сакам да кажам, дека имаме многу сериозен проблем како држава. Она што сакам да го кажам, дека парадигмата со лажните дипломи не е ексклузивно поврзана со Боки. Еве и Мицковски на парламентарната говорница во еден така манир, надмен, несоодветен на позицијата што ја држи, вадеше некакви дипломи или фотокопии од дипломи и тврдеше кон опозицијата дека дај поќутете малце да не ви ги вадиме. Ја велам, нема да поќутиме, вадете ги. Треба да се извадат сите лажни дипломи во оваа држава. Треба да се извадат сите лажни дипломи не само за јазиците. Треба да се извадат дипломите за факултетските дипломи. Односно, доказите за факултетски дипломи. За магистратури. За средношколски дипломи. Проширено е и општо познато, па и прифатено во јавноста дека циркулираат, дека постојат специализирано формирани факултети кои што лесно добиваат акредитации за да даваат на функционерите дипломи, бидејќи они би останале само основци.
Тоа е македонската мизерија, македонскиот кал, македонската тиња. И потоа не можете и не смеете да се чудите зошто сме тука кај што сме. Зошто во ниеден параметар во општеството нема напредок. Затоа што вие стимулирате лажење на системот, оправдувате кривични дела, ставате луѓе во позиции кои што не разбираат кореспонденција на англиски, кои одат на меѓународни средби, кои што се случуваат и надвор од Македонија. Но и во Македонија има многу организации, представништва Европска унија, НАТО, Обединените нации, специјализирани институции на Обединените нации. Значи, секојдневната, целодневната комуникација на добар дел од тие луѓе се одвива на англиски. А они не разбираат ништо. Оваа недела се осведочив на нешто такво. Бев на заедничкиот комитет на региони на Европската унија во Александар Палас, каде што беа присутни министри на Мицко, заменици министри на Мицко, градоначалници на Мицко, градоначалници на Изет и така натаму. Имаше две работи битни за истакнување. Прво, никој не зборува на англиски. Друго, дел од нив која се зборуваше на англиски користеа слушалки за да разберат што сакаат да им кажат гостите. И трето, што е најпоразително, кога вие не разбирате јазик, вие имате бариера која што е видлива. Па затоа најголем дел од нив, додека се зборуваше на англиски, си сурфаа по телефоните, си проверуваа до кај им е комуникацијата на Месенџер, на Viber, па си гледаа Инстаграм, Фейсбук. А имате меѓу Македонија и Европска унија комитет кој што еднаш годично се среќава, кој што утврдува состојбата на локално ниво, состојбата со реформите и така натаму. Каде што ви кажуваат странците, имате два сериозни проблеми: корупција и иселување на младите. Ама овие не разбираат, бидејќи имаат купени дипломи. И не само што не разбираат, него не ги не интересира, затоа што мислат дека ги прескочиле критериумите. А критериумите не се знаење. Критериумите се да си близок до партискиот лидер, да се гребкаш, да си послушен, да веднеш глава и да се пласираш. А кога ќе се пласираш до тие 2000 евра плата, па ти немаш гајле. Ти имаш потреба го слушаш тој што дошол од Шпанија или од Финска во име на Европска унија. Што има он да ти кажува на тебе? Па ти знаеш се, освен што не знаеш. Или освен што не знаеш јазик воопшто, освен што не го користиш, освен што имаш проблем и ќутиш. Немој некој да ја открие дипломата. И сега премиерот искаче и мафта со една пачка, еден куп дипломи. И вика, се им се заканува, ајде за ќутите за Бојан, немој ја да ви ги покажам вашите. О тоа ли е водење политика? Абе, покажи ги, човече Божи. И покренете истрага за сите. Веќе има кривични пријави. Веќе има истраги. Веќе има луѓе што признале за истото студио дека издава фалсификат дипломи. Или некој во нивно име издава фалсификат дипломи. Меѓутоа они молчат. Значи, некој во име на Инфомакс ако издаде емисија и се представува како Инфомакс, ние ќе кажеме, се извинувам, ова е лага. Инфомакс е во ова студио, Инфомакс се овие луѓе, Инфомакс се овие термини, овој YouTube канал и така натаму. Овие не се Инфомакс. Меѓутоа, Жулија молчи. Никој не кажува ништо. Никој не се огласува. При тоа, многу битен елемент се пропушта. Они немаат акредитација или дозвола или уредна документација да издаваат TOEFL. И молчат. Значи, најверојатно се соучесници. Ова со Бојан, поради таа Жулија, поради спорот со Бугарија, поради фалсификатите, станува меѓународен проблем. Не е ова проблем на Македонија. Ова е сега проблем и на Бугарија. Ова е проблем на TOEFL, на интернационално ниво. Кој тоа таму во нивно име, со фалсификати, со 300 чуда, не само што издава дипломи, него и заработува. Злоупотреба на бренд.
злоупотреба на државни позиции, на закони, кривично дело во Македонија. Ви имате еден куп проблеми. И овој Мицко вика да не ви ги вадам ја вашите. Па ти имаш обврска да ги извадиш сите до еден. И сите треба да бидат процесуирани. Затоа што, еве, пак ќе кажам, на комитетот што беше на заедничката средба, они велат, абе, луѓе, имате проблем со корупција. Луѓево дошле на Скопскиот аеродром, кој што некојаш беше Александар Македонски, и ја би сакал да го потенцирам дека беше Александар Македонски, и дека не требаше да биде сменет, посебно не по надворешен диктат, кој што може да го врати како име Мицко, а не го враќа. Од тој аеродром до Скопје, они се возат во такси, кој што многу често е наплатено 30, 40, 50 евра. Ај што ги бричат странците и викаат, види каква корупција има од таксисти. Значи не може да стигнат ефтино од Скопје од аеродром до Скопје, од Скопје до аеродром, што би требало да биде макс 3-4 евра. Ако не може така, може да се организира шатл, кој што ќе биде исплатлив, ама не, треба да платат 50 евра. И меѓу другото, додека доаѓаат до хотелите, ги прашуваат присутните, односно таксистите или оној што ќе го сретне по пат во хотелна рецепција или од рецепција до местото кај што е средбата или ќе отиде во турска чаршија или ваму таму. Значи ќе се сретне со локалниот живот и ги тоа го кажаа они отворено, јавно пред министрите и градоначалниците на Мицко, на Гаши, на Маши и на Влаши. Ги прашувале луѓето и вика има една заедничка карактеристика. Сите викаат дека цвета корупција. Епа, еве доказ дека цвета корупција. Премиерот вади 100 дипломи фалц, им вика немој ја да ви кажам на вас, а не ги процесуира. Каде се 100 кривични пријави, господине Мицковски? Така се прави расчистување со корупцијата. Зашто сите молчат? Па јавна тајна е дека твои министри, господине професор, доктор, пријател, братучет, прв да го кажам вечеро, другар, комшија, втор братучет, трет братучет, најбољи представник на наше мало врвно политичко суштество од Олимп. Зашто сите молчат? И зашто сите викаат дека има и министри во твојата влада со такви фейк дипломи? Еве, Филип не е во право. Докажете, извадете ги сите. Ставете ги отворени вашите биографии. Ставете ги отворени сите документи. Престанете да криете дека се работи по негативен принцип, дека се работи негативната селекција, дека е основен начин на кој што се бираат функционери, дека во прашање не е стручноста, туку послушноста, дека не е битно што стои позади во биографијата, битно е да си бил во тие партиски школи и во механизмите во кои што ги учите да бидат послушни, да ќутат, да веднат глава и да глумат дека нешто разбираат. И тоа е доволно. По принципот на политичките школи на Светозар Вукмановиќ Темпо, партиски комесари, како партиски комесари, да бидат поставени во врвни државни, директорски позиции, политички функции и после резултатот е тој. Вие не можете да очекувате од послушник, кој што никогаш во животот ништо не работел, освен што слушал во партијата, што учествувал на семинари од Конрад Аденауер, кај што ги учат како да ги наместат рачињата. Вие не можете да очекувате тој човек да направи промена во општеството. Затоа што тој човек не го интересира тоа, не го интересира дали ставил кравата од дело, како изгледа, дали добро ја наместил косата. И како да најде начин да не поебе сите нас со фалц дипломи. И кој што смета дека е тоа легитимно и оправдано и дозволено, затоа што тоа го прави со дозвола на партијата, тоа е проблемот кој што го имаме сите ние. Значи не е проблемот само Ана Б и Боки, кој што после ова е дефинитивно компрометиран. Колку сака нека го брани премиерот. Он е компрометиран. Компрометирани се сите чекори. Ја не викам да не го постават. Требаше да му дадат
друг развоен пат, сега го изгореа. Ке седи на сила, окей. Ке биде на тајната полиција. Ке следи, ке прави, ке тепа, ке беси. И нема да разбере на англиски кога ќе му се обратат. И после овие ќе викат што доаѓаат. What the fuck is going on with you? Why don't you listen what we are telling you? You want to join European Union? You want to be like us? Or you want to do what you do all the time? И ние ќе се чудиме, што овие ни кажаа, дајте ми преведувач. Значи, менталниот склоп, кој што гледам дека не се менува, кој што гледам дека се форсира, не се менува. Значи, нели, не беа Саглам СДС, беа вакви, беа онакви. Што се смени? Што се смени? Има ли нешто подобрување? Се што беше критикувано, зашто имам сега X видеа за вас и ќе почнеме да ги пуштаме, се она што беше проблем до 8 мај, сега е предност. Зашто? Зашто вие седнавте во фотелите. И практично сега се сведува на манипулација и на измама, која што вака представена, како што ќе ве представиме ние, покажува дека политичките првенци уствари само едно прават на тие семинари за Конрад Аденауер. Ги учат како да глумат и како да лажат. Оти не гледам ниеден од нив со интегритет. Гледам бизнисмени, луѓе со чудни намери. Гледам луѓе кои што мислат дека оваа позиција е добра за да дојдат до значителни материјални богатства. Гледам луѓе кои што немаат образ, туку имаат ѓон. Ти му викаш, си дал диплома, лажна, ништо. Она, како се викаше министерката за енергетика, успешната бизнисменка, лаже за адвокати, лаже дека нема пасоши и вада документи од Бугарија, покажува дека се што направила откако станала министер од првиот ден е лага, измама и со сокриени намери кои што немаат врска со вашите интереси или со интересите на оваа држава. Тргување со струја не е интерес на македонците или нивните северно-македонци. Тргување со струја е личен интерес. Како да се направи профит или како да се направи заработка у прекупување, накупување и мешетарење по Балкан. Како да се направи криза и страф и од тоа да се направи профит. Како е тоа интерес на граѓаните? Ја не можам да видам, може би знаете вие. Океј, доволно за увертира. Let's say this is enough for start of this episode of Cyber Command. Is it enough? Oh, I can speak more on these subjects. There are lots of things said and done previous to elections and after that. And it's becoming a serious problem for everyone involved around Mickoski. Serious and criminal background is involved in lots of these things. And you can see that they have a big problem getting out of it, covering it, and make it looks like it's not like that. But no one these days is believing what they are saying. No one. And it's going to be a bigger and bigger problem every next day, every other day that's coming. Okay, дечки. Овие преговори заедно со раководството на компанијата Бехтел започнаа уште при оние контакти во Вашингтон, кога бев на посета во Вашингтон на самитот на НАТО. Ние отворивме најмалку 10 дилеми изминатиот период, кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални и дека се историски криминални
Денеска за нас ова представува значаен момент. Дури јас би рекол дека според влијанието кој што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата, кога практично десетици, би рекол стотици илјади наши сограѓани останаа без работа. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Коридор 8 од најголем криминал во Демократска Македонија пост 91 до најголем проект на Мицко. So, where is the criminal justice? Who is gonna answer for what was said prior to elections, Mr. Mickovski? Или, кој ќе одговара за се што беше кажано пред 8 мај? Ќе признаете ли дека лажевте? Ќе признаете ли дека единствено ве интересираше да се доберете до функционерските столчиња? И дека поради тоа беше целава циркузијада? Ќе признаете ли дека не ве интересира ни Македонија, ни македонскиот народ, ни македонските национални интереси, ни државните интереси? Освен профит, освен контрола на парите. И нормално, функциите кои што ви носат привилегии, кои што ви прават да се чувствувате важно, ете сите ве прашуваат, вие кажувате. Па понекој сте вицкасти, па претите, па трт-мрт. Ја не гледам ништо, освен флоскули, празна форма и никакво значение за самиот наш народ. Па така. Благодарам на прашањето. За жал, Секојаш се заблагодарувате таа екзибиција на Бујар Османи, на Маричич и Ковачевски во минатото ќе не следи цело време. Тоа е факт и тој факт ние никогаш не сме рекле дека ќе исчезне во еден момент. И велите ако тоа се случи, тогаш може да се смени преговарачката рамка? Апсолутно. Тоа е факт и тој факт ние никогаш не сме рекле дека ќе исчезне во еден момент. Значи вие сте оптимист дека можува да се промени? Ако има желба, може. Ако Може, има желба и ако стварно сакаат Македонија да ја видат таму, има. Тоа е факт и тој факт ние никогаш не сме рекле дека ќе исчезне во еден момент. Со преговарачката рамка не мониторираат? Која преговарачка рамка? Преговараме ли ние? Тоа е факт и тој факт ние никогаш не сме рекле дека ќе исчезне во еден момент. Се обидете ли репреговарање да има за преговарачката рамка? Овие спорни елементи што велиме дека има најмалку 3 креативни решенија кои што сум подготвен да ги разговарам. Тоа е факт и тој факт ние никогаш не сме рекле дека ќе исчезне во еден момент. Добро. Ние ако имаме политичка волја, и вистинско читање на нештото, се може да се случи, ако се сака. Прашањето е дали тоа ќе биде последната жртва која што граѓаните ќе треба да ја направат или на овој пат ќе има нови препреки. Уште една лага. Цело време муаветот беше ќе се менја рамката. Ние знаеме подобро какви тоа 27 држави од Европска унија. Ние ќе им кажеме како треба и сега биле виновни овие, биле виновни оние. Значи уште една лага, тотално демаскирана, само на овој начин може да биде. Се покажува предходно и потоа, предходно и потоа, предходно и потоа. Се разбира, слепите нема да видат и глувите нема да чујат. Но овде, тие што сакаат да видат, може да видат како биле излажани. Така што, има една нишка, има една прилично јасна позиција на министерот, односно праим министерот или премиерот, Мицковски. Тоа е дека се што кажал предходно се утврди сега дека лажал. Не постои сега за сега ниедно од стратешките прашања за кои што предходно се зборуваше, од кои што се правеше голема драма, се креваше хистерија и се правеше прашање на живот или смрт или to be or not to be. Значи, од сите тие прашања, можда за некои ситници
да ја се уште доследен, но од сите големи прашања на кои што го билдаше рейтингот, капацитетот дека он е различен и дека ќе направи големи промени, дека нема тука предавство, нема попуштање, за сите тие прашања излажа. И овде може да ги видите. И затоа се они нервозни на овие емисии, на овие сечоци. Затоа што народот овде може да види лесно. И веќе нема магла, нели како што вели он на политичкиот Олимп, тоа е толку високо, таму нема облаци, магла и се гледа. И поради тоа, ја мислев дека треба да погледаме уште две видеа за манипулацијата со неговата омилена министерка, за да споредбено и коментаторски од наша страна увидите уште полесно како ве манипулираат, ајде да не речам нешто подруго, ви прават. Сања Божиновска била најголем експерт во областа на енергетиката во Македонија и најуспешна жена. Чиста и дека едноставно Македонија како држава треба да се гордее што има една таква жена за министер. Сите компании кои што Сања Божиновска ги раководела во Македонија, на крајот овие компании завршиле со штета по буџетот на Република Македонија и завршиле во стечај. Како може успешен човек да кажеме за некого кој што успел да ги пропадне сите компании во кои што работел во Македонија и дополнително да останат тие компании со долг кон државата. Само кон Мепсо, со една од своите компании, Сања Божиновска станала должна некаде околу 700.000 евра. Тоа ли е успешност? Ајде да ми појасни некој или Мицко, како може да се смета за најуспешен менаџер жена што ја закрпила државата, просто кажано. Не плаќале даноци, ги банкротирале фирмите и така натаму. Како е тоа мерка за успешност? Како е тоа мотивација за Мицковски? Мислам, гребе со ноктите, очи ки ти ископа да ја брани неа, да не има нешто друго у позадина. И уште нешто. Божиновска, родена на 8.6.1980 година во Скопје, изјавувам дека имам бугарско национално сознание, сум со бугарски происход, исто како и башта ми, татко ми и мајка ми Виолета Божиновска, родом од Скопје, држава Македонија, кои што исто така се бугари. Свесна сум за одговорноста по член 313 алинеа 3 од Кривичниот законник, последователно по член 22 од Законот за бугарско гражданство. 21.10.2004 година, Софија. Со овој документ се потврдуваат и сите оние надписи во бугарските медиуми дека целото незино семејство, впрочем, има бугарско граѓанство, што значи дека тука не станува збор за никаква подметачина или, не знам, вадење од контекст, или пак она што вели дека го извадила бугарското државанство за економски побуди, затоа што очигледно цела нејзина фамилија така се чувствувале, како што и самите подпишале. Дополнително на успешната менаџерка може да и го додадеме во јавните настапи лажењето на јавноста дека адвокати го направиле тоа во нејзино име и дека го работела тоа од економски побуди. Овдека Милош многу добро, детално, прецизно, кратко и јасно ги сублимира, и затоа го дадо видеото, ги сублимира лагите. Сега, кога не е македонски државјанин, односно е македонски државјанин, меѓутоа се произнела како бугарски и со тој происход, кога лаже за тоа, кога има фирми кои што се сомнителни, што може да е мотивацијата на господинот професор, доктор, брат, пријател, братучет, втор братучет, трето колено братучет, најбољи другару мало и све? Што може да е неговата мотивација за ваква една особа да брани? Нека искочи да ни каже. Има нешто позадина. Или она е експерт за она тргување со струја, тоа ви го кажа. Размислете и одговорете си сами. Значи, ние сме тука и правиме, мислам, енормен, херојски чекор, со тоа што сите овие работи ги сервираме на увид. Овде има секој ден емисии. Секој ден се прават анализи на претходните изјави. Многу од материјалите веќе се избришани од претходно. Они пробуваат да ги покријат трагите.
бришат у нивните портали текстови. На сајтот на партијата е избришано се од претходно. Значи, они пробуваат да се покријат. Меѓутоа, добар дел од изјавите се сочувани по третија медиуми и така натаму. Нема да може све да избришат. Тоа е демократијата на интернетот и новото време. Инаку, овој ментален склоп да беше 90-та година, до сега све ќе избриша. Ништо немаше да може да се најде. И затоа велам, ние правиме еден сериозен напор за вие ова да го видите воспоредбено, представено едно до друго, што нив многу ги нервира. Затоа што они мислеа дека со контролата на медиумите кои што ја имаат, со купувањето на медиумите, на новинарите, дека држат се во една рамка и дека нема да искочи ништо од тоа, јавно во етерот и дека вашето кратко паметење, значи сметаат и дека памтите 3 дена, и дека вие немате критичка моќ на расудување, дека вие сте подложни на манипулација и дека нивниот метод е совршен. Овдека имате сосема друг пристап, затоа расне каналот, расне гледаноста, расне влијанието. Не е битна гледаност. Секој еден вика, чекај, дај да го видам тоа видеото пред и потоа. Какво што имам за вас. И на крај, и оваа недела направивме еден сублимат од најновите лаги пред и потоа. Мислам дека се вика Ишо. Тоа е позицијата на господинот све што е со сите 100 титули што ги има, бидејќи он е сега на власт и шо ако лажеле. Погледнете го само уште ова што го издвоив околу фактот дека они и кривични дела прават и викат и шо. Ама добро, еве една трага останува. Христоски само интервју кажа дека нема сертификат државна тајна. Значи он и сега да добил денес како си ја дал изјава он да добил сертификат државна тајна, тоа значи дека до сега функционирал без сертификат државна тајна, а заменик директорот му оддавал информации на лице кое што е неовластено да добива државна тајна. Значи кривично е одговорен заменик директорот, ама и директорот е кривично одговорен. Тоа е прво. Второ, ДКСК нема што да објаснува, да чека и така натаму. Ти ако си доследен на твоите изјави од минатото, ти другар ќе побараш политичка одговорност од овој ќе го разрешиш. Бидејќи за вакви случаи од истото јазично студио има 4 кривични пријави до сега. Во најмалку еден случај до сега обвинетата признала дека е фалсификуван и осудена. Што значи дека за истиот случај веќе има пресуди. Така да немој се ти многу паметен овдека да ме ке ова ке она тртпр. Дека сака што и да донесе како одлука во суштина е немеродавно. Мислам дека сме најасно. Дека освен што лажат за вака, за онака, они лажат и за други работи. Значи, ако земе да расчачка на вистина независна, неовисна институција, во нивните биографии, ако почне да чачка што прават, пони сите треба да завршат надвор од канцеларија или out of office. Основи за разрешување на директорот пред истекот на мандатот се: ако против него е подведена истражна постапка, кога постои основано сомневање дека сторил кривично дело, за кое се гони по службена должност или по предлог, што подразбира, директорот на АНБ требало веднаш по сила на закон да биде разрешен, бидејќи против него во овој момент е поведена истражна постапка од страна на јавното обвинителство за фалсификување на исправа. Што значи дека се исполнети законските услови Бојан Христоски да биде разрешен по сила на закон. Ако не го разреши во таа ситуација, би требало обвинителството да му отвори истражна постапка и на Мицкоски. Затоа што он е задолжен по сила на закон да постапува, да го разреши така натаму, а тоа не го направил. Абе човече, посилен од закон нема. Затоа велам, не се прави вака како што се прави, или од друга страна еден мал сомнеж имам дека некој сакаше да го изгори Бојан. А Бојан требаше да знае, да биде свесен на што се изложува. Дека се става на ветрометина, добро, сите сакаат они да бидат Сашо Мијалков или не знам кои други беа таму. И окей, тоа у ВМРО е изразено тоа внатре, сите да бидат тајни служби, да ни чачкаат у животите, да гледаат досиеа, да прават досиеа. Зборам,
последните 20 години. Да не следат телефоните физички, закани да ти пуштаат, знаеш ли кои сме ние, кожни мантили и слично. Но требаше да знае, Бојан, дека има како тие работи се прават и истите, ако више не можел да ја контролира желбата, истите да ги спроведе повнимателно, посистематски, посмирено, по-споро, за да може да изгради една таква кариера, која што нема спорно, му ја посакувам. Ако има демократски капацитет, за кој што не сум сигурен, он може, кога ќе се дообразува, кога ќе земе сите сертификати кои што треба по регуларен пат, може да биде и добар кадар. Самото тоа што нема да се обидуваат да не преварат, да не излажат, да не доведат во заблуда, самото тоа што ќе се дисциплинираат, ќе си почнат да си учат англиски јазик, ќе си почнат да си учат и друг некој јазик. Самото тоа што ќе се обидат да ги донесат дипломите во ред, да ја средат биографијата у позадина, на нас ќе ни даде една сигурност дека конечно нешто се менува на подобро, онаа корупција системска за која што зборат европјаниве почнува да исчезнува. Вака воспротивно добивате едно чувство дека сето тоа само расне, се зголемува, се дуплира, се триплира, се размножува само од себе. Знаете, корумпиран политичар носи корумпирани политичари, послушници. Ако еден излаже, другиот вика и ја можам. И така таа масовна епидемија со лажните тоефели од Жулија, Глорија или не знам како, се расширила. Еден направил, друг направил, трет направил, земал 700 евра, па си вика, па ја ако земам на 100 души за лажни дипломи, ќе бидат 70.000 евра. И така е доведен целиот систем во корупција. И едно се лажете, другари, од власта. Ако мислите дека ова може да го покриете, ова не се покрива. Вие можете да го игнорирате. Вие можете да си инатите. И вие тоа ќе го направите. Го знам менталниот склоп. За инат, со сила, кој ги овие. Ние ќе правиме што сакаме. Абе, 58 имаме. Абе, кој ги шиша. И на инат ќе го терате тоа. Ама има кој гледа. Гледаат граѓаните и гледаат тие што ве мониторираат, кои што се задолжени да ви укажат дека мора да го мените тоа, да го смените на подобро, за да се прилагодиме на, да речеме, општествено-политичката состојба која што има во една Хрватска, Словенија, со кој што бевме до 91 во заедничка република, односно држава. Значи да се прилагодиме на тие параметри, на тој ментален склоп кој што ќе направи да не фрламе ѓубре, да не лажеме за дипломи, да не крадеме, да нема корупција, да нема насилие у политиката, да има изберен речник, да политичарите стимулираат намалување на тензија, а не подвојување во општеството. И затоа велам, џабе правите, џабе везете, џабе плетете. Ова е genie is out of box. Духот е излезен од флашата во која што беше затворен и не можеш да го вратиш. Колку и да манипулираш. Лагата се гледа дека е лага. Фалсификатот се гледа дека е фалсификат. Фалсификатот не станува помалку фалсификат затоа што ќе покажеш друг фалсификат. Џабе го правите ова. Премногу е голема приказната, девастирачка, разурнувачка, не само за вас, туку и за сите нас. И затоа, кога се зборуваше, последен пат се реферирам на средбата со Комитетот на регионите, која што беше оваа недела, затоа они го поврзуваат од една страна корупцијата со иселувањето на младите. Затоа младите кои ќе видат дека корисни идиоти
се ставаат во позиции со лажни дипломи, а они се мачат со години да дојдат до регуларни дипломи. И кога ќе дојдат до регуларните дипломи, ништо не им значат, затоа што не лижеле газ на некој во партијата, си викаат ние ќе се иселиме. А другари, владеачка гарнитура, без младите, џабе ќе ги подкупувате пензионерите, нема кој да го движи моторот оваа држава, нема кој да биде ваш роб, нема кој да работи за 30.000, додека вие зимате 130.000, кои што манипулирате дека не знаете како да не ги направите 160.000 после нова година. Не ви седи тој младиот, кој што гледа дека идиоти, облечени во одела, ги ставате да учат државна работа во дирекции, институции кои што имаат по 20-30 милиона евра, како прво вработување, само затоа што слушале. Не ви седат тука. Не ви седат тука. You shall not pass. You will not pass. They will go out. Our country is emptying. There is no hope. Така, другари. Добра финтава, можеме и билингвални да си ги правиме, си збораме и англиски. Да. Па да. Ќе им направиме проблем, ќе треба да барат преведувачи. Не чини работа. И сега на крај, веќе трета епизода поред, ќе го пуштиме сублиматот за оваа недела на големите откровенија, големите лаги, кажани за вас, упатени до вас, а за нивни лични потреби. Поминаа недела дена од последното издание на Ишто. Како и секогаш, има нови гафови, криминали, лаги, манипулации и неисполнети ветувања. Да ја отпочнеме епизодата со една веќе добро позната рубрика Сменети ставови. За време на претходната влада, со одлука на Уставен суд се зголемија платите на функционерите цели 78%. Тогашната опозиција, а сегашна власт ВМРО-ДПМН ова го кажа на темата. 600.000 граѓани живеат со 150 денари на ден. Во услови на економска криза, енормна инфлација и сиромаштија, последна работа што треба да се направи е да се зголемат платите на функционерите. ВМРО-ДПМН бара веднаш да се намали и коригира коефициентот за сложеност на работното место, со што би се намалиле платите на функционерите. Платите на функционерите, оние зголемени за 78%, да се вратат на претходно ниво. За неколку месеци од денеска ќе имаме друга влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Ќе предложите? Апсолутно да. Апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Да, тоа беше ветување, а на дадениот збор и ветувањето вака испорачаа. Оставувам мислите на онаа одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат, битно е да нема зголемување. Тоа е важно. Испаѓа на крај дека паролата што ја истакнавте треба да се коригира. Пред да станете граѓани од посебен ред, ова беше вашиот став за Коридор 8. Еве, ние отворивме најмалку 10 дилеми кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални, историски криминални. Дури јас би рекол дека според влијанието кој што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата. Сега, откако стигнавте до функции со 78% качени плати, сигурно се борите да се поништи договорот. За нас ова представува значаен момент. Денеска конечно може да се види нешто кое што треба да представува дел од оној сон кој што го имаме како влада. Овие преговори заедно со раководството на компанијата Бехтел започнаа уште при оние контакти во Вашингтон. Значи историскиот криминал, поголем дури од тој во транзицијата, сега магично стана сон на вашата влада. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Максим, коректорот Димитриевски, исто така имаше собствена изјава за Коридорот 8. Во овој случај вие градите еден коридор кој што првенствено има затскриен политички наратив, а тоа е албанскиот наратив. Се поставува прашањето: дали отстартувањето на самиот коридор е отстартување на картата на Илирида? Дали тогаш, господине Димитриевски, вие мислите дека Мицкоски ја пропагира идејата за голема Албанија? Сигурно не, иако неговите коалициони партнери имаат собствен сон. Sot këtu në Tetov të bashkohemi Kosova,
Maqedonia dhe Lugina, që ta bëjmë edhe shtetin e dytë shqiptar, Kosovën, dhe pas Kosovës, pastaj pse jo edhe Maqedoninë. Да го префрлиме вниманието на друг сосед. Неделава завршија изборите во Бугарија и Бојко Борисов од ГЕРБ освои најголем дел од гласовите. Истиот неодамна бараше оставка од македонскиот министер за транспорт и врски. Има само едно извинение. Оставка на този министр. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии трябва да се виждат, разговарят с тях. Потоа возврати Николовски со следното. Сакал да реагирам во однос на последната хистерија која што ја создаваат дел од неуспешните бугарски политичари. Тие сакаат да се занимаваат со Македонија. Нивното занимавање со Македонија всушност покажува дека нити сакаат добрососедство, нити сакаат Македонија да стане член на Европската унија, тие сакаат да ја блокираат Македонија. Неуспешен бугарски политичар не сака добрососедство, ниту Македонија да влезе во ЕУ. Мицкоски на својот Facebook профил изјави дека имале пријателски разговор во кој што со задоволство му е честитал победата на Борисов. Сега, дали тоа значи дека Николовски ќе даде оставка или само конфликтот беше исцениран со намера да се спечелат политички поени за избори? Еден мал потсетник. Владата на Борисов е таа што даде првично вето на Македонија во 2020 година. Мицковски сепак има добар однос со бугарите. Видете како ги брани во собранието. Да биде Сања Божиновска дел од македонската влада треба да е привилегија. А кој каква имал самосвест, што имал самосвест, јас ви кажувам и ви гарантирам и ви подпишувам, запишете, дека Сања Божиновска е многу поголема македонка од вас сите заедно. Се осеќаме привилегирани. Големата македонка што потпише дека има бугарска самосвест и е български происход е наша министерка. Покрај Божиновска, Мицковски се обиде да го одбрани Бојан Христовски, новиот директор на АНБ. Еве, јас вака сега ќе ви дадам еден сличен таков сертификат од личноста што седи до вас. Знаете колку има такви сертификати? Ги гледате вие сите? Еве, нема да ги вадам еден по еден. Сакате ли за директорите кои што ги назначи СДСМ сертификатите да ги видите? И цел состав на претходната влада да има сертификат од Јулија не го амнестира Бојан Христовски од истото. Ама со едно нешто ќе се согласиме. Немојте на тоа да правите политика. Има институции во државава кои што треба да водат сметка за таа работа. Така е, има институции. И тие институции почнаа предистражна постапка за случајот. И според закон директорот треба да се разреши. Во условите за разрешување меѓу другото вели: ако против него е поведена истражна постапка кога постои основано сомневање дека сторил кривично дело за кое се гони по службена должност или по предлог кој го прави недостоен за вршење на функцијата. Но директорот Христовски не мора да се грижи. Во нашата Македонија речиси никогаш не важат законите, барем не на граѓани од посебен ред. Можеби директорот му го пренел следниот интелигенс на Мицковски. Но затоа се дигаат дронови над мојата куќа. Дронови над мојата куќа, во Прилеп кога одам на терен се креваат дронови. И тоа е све, замислете, во белешките на службите. Да, не го слушнавте грешно. Премиерот ни кажа дека последната власт го следеле со дронови. Ако слушнете зуење над вас, скрите се одма. Летаат кукавички јајца од прошлата влада. И за крај ќе ве оставиме со еден тажен цитат од нашиот премиер. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Видовте така? Немам што да додадам. I will end this episode of Cyber Command right here. И никогаш не заборавајте. Она, за се што ни се случува, со кое што ги завршувам горе-доле сите епизоди, за се што ни се случува, виновни сме ние самите. Се гледаме наредната недела, по ист термин.